Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на Во Фокус, емисија за која што секако знаете одвојуваме време за интересни теми. Овој пат во фокусот ќе ни бидат финансиите, затоа имаме интересен гостин кај нас овој ден, државниот секретар во Министерството за финансии, господинот Игор Димитров. Ќе ви заблагодарам што од вашиот најбен распоред секој ќе одвоите време да го доближиме и работата на Министерството, меѓутоа и некои политики кои што се битни за граѓаните, кои што зависат и се произведуваат токму кај вас, битни за нив. Ви благодарам на поканата и секако задоволство ми е што можам да учествувам на вашата телевизија. Да почнеме од едно нешто кое што се граничи со еден спортски успех, например на некое светско првенство или олимпијада, кога е во прашање некое рангирање, не се стигнува лесно до тоа, секако и за еден медал е потребно многу да се вложи, а не за вакво нешто. Рангирани сме меѓу 10 економии во кои што се најдобри за водење бизнис, држави кои што се најдобри за водење бизнис. Колку беше тешко да се стигне па во една ваква политичка ситуација до овој успех, што се е вложено за да се стигне до него? Така, благодарам на уште еднаш на можноста да учествувам во вашата емисија и секако навистина интересна тема. Прашањето за рангирањето на Македонија, тоа е согласно методологијата и извештајот за Doing Business за 2017 година. Јас можам да кажам дека во овој амбиент во кој што се наоѓаме денес, се разбира и еден поизминат период наназад како резултат на една посериозна политичка криза која што постои во Република Македонија. Меѓутоа и малку поназад, доколку се вратиме на светската економска и должничка криза, на европската економска криза и така натаму, мислам дека успехот на Македонија е многу значаен во светло на сите овие надворешни, меѓутоа се разбира и на внатрешни фактори. И јас можам слободно да потврдам дека навистина е вложен голем труд и голем напор од страна не само во ресорот финансии, меѓутоа и во другите ресорни министерства со цел да се направат определени измени, определени реформи. Државата неколку пати беше во групата на топ реформатори согласно овој извештај и конечно по сите параметри судено да бидеме 10-та економија од 190 економии во светот е навистина значаен резултат и навистина представува и задоволство што сме биле дел од тој тим кој што работел во насока на остварување на овие реформски политики, но од друга страна исто така и гордост што како држава сме постигнале таков ранг. Дополнително и комплементарно на тоа, деновиве исто така актуелна тема е и рангирањето, односно извештајот на фондацијата Heritage, американската фондација, која што ја мери пак економската слобода на државите и таму значителен економски прогрес Република Македонија доживува, значи од друг аспект, според други методологии, други параметри и се разбира од друг тип на професионалци. Ценета и анализира на државата се сврстува во слободните економии како држава. Ние сме на 31-то место. За споредба, чисто вака, за да знаеме во кој амбиент функционираме, најдобри во регионот на 47-то место е Бугарија како држава членка на Европската унија, од друга страна пак јужниот сосед Грција на 127-то место, така да значително признание за Република Македонија од аспект на економските слободи во рамки на државата. И се разбира, тука е пред се деловното окружување, можноста да се води бизнис во Република Македонија и сметам дека сите политики кои што беа насочени во таа насока, значи на тоа поле, придонесоа да ги има државата овие признанија, но од друга страна и бизнисмените да ги почувствуваат тие придобивки. Секакви критики можат да постојат и се разбира дека постои голем простор за напредок на државата во поглед на подобрување на бизнис климата, во поглед на подобрување на условите во кои што функционираат македонските компании, поттикнување на инвестициите и развојот и така натаму, и голем дел на чекори се прават во тоа поле. Меѓутоа јас би спомнал дека значителни реформи беа направени од регистрацијата на недвижностите, понатаму регистрацијата на фирми, значи прв параметар е отпочнувањето со Бизнис Македонија е една од државите, ретка држава во која што за еден ден, односно буквално за 4 часа можете да регистрирате, да отпочнете бизнис.
Реформи беа направени во поглед на градежните дозволи, значи одобренијата за градење со цел да можат да се реализираат инвестициите, катастарот на недвижности, реков, во поглед на регистрација на недвижностите, системот на не само доброволното, меѓутоа присилното извршување на пресуди или на договори и одлуки во насока на подобрување на ликвидност на фирмите и подобрување на можноста компаниите да ги наплатат своите побарувања доколку дојде до задоцнување од страна на должниците, па затворањето на бизнис, исто така битен параметар кој што го анализира Светската банка, преку реформи на законот за трговски друштва од аспект на ликвидациите кои што се во насока на доброволно затворање на компании до целокупно реформирање на стечајната регулатива, што од друга страна е пак еден вид на затворање на компанија поради презадолженост и така натаму. Сите овие реформи кои што ги презедовме значително придонесоа за ова рангирање на државата, меѓутоа и за практично тие придобивки, тие нови регулативи, нови начини на и можности за компаниите да можат во секојдневието да ги почувствуваат компаниите, политиките на ниски даноци, значи стандардно поставување и добро поставување на даночната, на фискалната политика од страна на државата, се едни од главните, можам да кажам, фактори кои што придонесоа за подобрување на бизнис климата. Од друга страна, мислам дека и политиката во областа на привлекување на инвестиции, олеснувањата кои што постојат за домашните компании, но од друга страна и бенефициите кои што постојат за странските компании, пак придонесоа од една страна бенефит за компаниите, да можат да отворат свој бизнис, да инвестираат, да работат тука, да најдат квалификувана работна сила, но и да ја зголемат побарувачката и вработеноста, кој што може би еден од централните проблеми на Република Македонија, значи тоа е главен фокус на владата бил, јас сметам и дека и понатаму ќе остани, да се справува со проблемот на невработеноста. Тука од почетни некои 38% невработеност со кои што стартуваше владата во 2006 година, денес се намалени на 24,6%, што представува извонреден резултат, практично изборува историски најниско ниво, изборува за исправноста на економските политики, значи за правилноста на тој правец на економска политика кој што се терал во изминатите 10 години. Еден од оние фактори кои што придонесе баш кај фондацијата Херетич за висока оценка, за високо рангирање и за поголем број поени се ниските даноци. Тие беа всушност оние кои што донесоа веројатно прогрес и во континуитет се. Така ли ќе остане политиката во Македонија, што може да очекуваат граѓаните и компаниите секако во поглед на нова? Јас би истакнал дека ние зборуваме за еден сосема различен концепт. Значи, може би, еве вака да го анализираме и од актуелноста на прашањето, затоа што во текот на предизборието, сега е тоа задна се разбира, се нудеа во поглед на даночната политика и различни концепти. Ја би рекол дека концептот на рамен данок, концептот на една и единствена даночна стапка кога станува збор за данокот од добивка и за персоналниот данок од доход, представува исправен концепт. Проверен концепт во Република Македонија, функционира во изминатите 10 години и дава резултати. Од еден аспект дава резултати со тоа што апсолутно може да потврдиме дека даночната евазија, прикривањето на даноци е значително намалено споредбено со претходни периоди кога високо било зафаќањето на државата во поглед при наплатата на овие даноци како резултат на високите даночни стапки. Значи ниските даноци, односно ниско поставените даночни стапки и концептот на рамен данок придонесоа во секој случај да дојде од една страна до поголема наплата на јавните приходи и од друга страна на зголемување на буџетските средства, на приливите во буџетот кои на крајот на краишта и се на располагање на државата да ги реализира јавните расходи. Јас мислам дека овој концепт ќе остане во Република Македонија. Прво се разбира, тоа е концепт и начин на наплата на даноците кој што е од домаќинот кај фирмите, на кои што се навикнати, за кои што ги знаат, мислам го знаат и го адаптираат своето работење согласно тој концепт и така ги планираат трошоците. Од друга страна голем број на компании кои што биле основани и кои што
за странски инвеститори кога зборуваме, кога дошле, кога инвестирале во Република Македонија, токму еден од клучните фактори и параметри било ниското даночно задржување од страна на државата. Македонија и од анализирано и согласно Doing Business извештајот на Светска банка е една од највисоко рангираните држави во поглед на ефективната даночна стапка со 13,7% висина на даночната стапка во Република Македонија, значи во Европа сме број 1 по ниски даноци и тоа е силен мотив за инвеститорите да инвестираат, да и за странските, и за домашните, и од друга страна тоа е еден голем стимул да се намалува процентот на невработеност во иднина. Затоа што ако забави инвестицијската дејност, ако забави инвестирањето од страна на компаниите, тој тренд за кој што зборуваме, трендот на намалување на стапката на невработеност, не би одел со таа динамика и на тој начин како што сме навикнати тоа да биде сега во овие моменти. Ќе зборуваме малку повеќе за инвестициите, а подолу вие спомнавте делот она кое што е како реформи за да се стигне до вакви стапки на економски раст, а за нив секако е потребно да имаат пристап компаниите до свеж капитал, секако и да има ликвидност во стопанството. Што себе од ваша страна е преземено во оваа насока? Јас можам да кажам дека Република Македонија има стабилен банкарски сектор. Значи, еден од начините и изворите на средства е секако преку кредитирањето од страна на компаниите, веројатно и најкористен. И стабилноста и сигурноста на банкарскиот сектор во Република Македонија е исто така силен мотив, односно дал силен придонес во економскиот развој на Република Македонија, односно во економскиот развој и растот на домашните компании. Владата во еден период, но треба да се дискутира малци од временски контекст, кога зборуваме за атрактивноста на тој проект, за да ја подобри кредитната способност пред се и на деловните банки, заради тоа што тој проект преку деловните банки се реализираше, од Европската инвестициона банка обезбеди 350 милиони евра, кои сите беа пласирани во домашната економија, преку Македонската банка за поддршка на развојот, и на тој начин беа финансирани преку 1700 проекти. Со ниската каматна стапка, со оглед на условите и на пазарот на капитал кој владеја во тој момент, апсолутно беа атрактивни кредити, голем број од фирмите беа заинтересирани, аплицираа и добија, односно финансираа своји проекти, и можам слободно да кажам дека овој проект не само што финансираше преку 1700 проекти, но обезбеди и вработување за над 7000 лица. Тоа се добри, импресивни резултати. Преку репласирање очекуваме во наредните 3 до 4 години уште 101 милион евра од оваа транша, од оваа линија да се вратат назад во стопанството. Тоа е резултат на отплатата на веќе земените кредити од страна на компаниите и сметаме дека тоа дополнително, значително ќе го подобри финансирањето на проектите, инвестицијските проекти пред се од страна на фирмите. Уште едно нешто за кое што има судирна концепти во оваа наша политичка ситуација во која што се наоѓаме е насоченоста кон странските инвестиции, затоа што освен тоа што возможувате услови и потикнувате раст на домашните бизнеси, се одвојува многу енергија, време, се вложува многу за привлекување на странски инвестиции. Во оваа насока ќе остане ли тоа секој на агендата на владата? Да. Политиката на привлекување на странски инвестиции е, јас сметам, стратешка определба и така и треба да остане. Во насока на тоа што државата има голем број на придобивки од странските инвестиции. Навистина, јас не можам да се согласам дека фокусот или насоченоста е само кон странските инвестиции, без да се има внимание, односно без да се има доволно посветеност кон домашните инвеститори. Тоа е апсолутно погрешен заклучок и тоа е извадена, да речеме, теза од контекст. Значи, станува збор дека прво атрактивноста на државата во меѓународни рамки, од инвестицијски аспект и проверката на исправноста на незините политики и во даночната сфера, и во царинската сфера, и во поглед на придонесите за вработување, и во поглед на квалификуваноста на работната сила и така натаму.
се проверува токму преку одлуката на странските инвеститори да дојдат, да отворат своји погони и да инвестираат во државата. Тие одлуки, инвестициски одлуки се прво долготрајни и второ секоја држава практично ги нуди своите капацитети кои ги има на располагање на таквите мултинационални компании. И кога сте ставени во еден потесен избор, па и во поширок избор, навистина треба да се надпреварувате во поглед на економскиот амбиент, во поглед на атрактивноста и можноста за водење бизнис во државата, со цел да избиете на прво место, односно да бидете одбрани и да некој да инвестира во вашата држава. Јас во овој поглед би рекол дека инвестициите кои што се направени во Република Македонија, број 1, значи решија вработување на голем број на наши граѓани, значи тоа е едно од примарните прашања и примарните задачи на владата и на секоја идна влада ќе биде да обезбеди вработување на македонските граѓани. Втора работа што е многу битна, се донесува нови технологии, нови знаења од страна на компаниите, нешто што тука во државата не постоело до тогаш. Затоа имаме толкав број на компании од автомобилскиот сектор кои што дојде и инвестираа во Република Македонија, зголемување на извозот на државата преку производите кои што примарно или целосно се извозно ориентирани. Значи, тие компании не произведуваат за македонскиот пазар, напротив, произведуваат заради извоз. И понатаму, деловните практики, деловните процедури кои што ги применуваат и кои што на таков начин преку трансферот на знаење и трансферот на технологии во крајна линија даваат додадена вредност на производството во нашата држава. Едно нешто кое што се актуализира во овој период, кога политизираме и со загадувањето, меѓутоа и со цената на некои енергенси, е процесот со кој што доцнеме можеби во регионот, а тоа е гасификацијата, а вие учествувате во изградбата во оној процес на национален гасовод, па до каде се работите и кој е вашето улога во тоа? Благодарам. Ова е навистина значајно прашање. Гасификацијата на Република Македонија ја сметам дека е приоритетно прашање и како такво се третира од страна на владата на Република Македонија. Ние зад нас во моментов имаме национален гасовод, ново изграден, зборувам, национален гасовод од околу 61 километар од Клечовце до близината на Штип, значи така наречената блок станица 5 во близина на Штип. И во моментот се одвиваат исто така активностите за изградба на националната гасификациона мрежа од Штип до Битола, преку Кавадарци, Неготино и Прилеп, и од Скопје до Гостивар, преку Тетово. Тоа се двата национални крака за кои што зборуваме се обезбедени финансиски средства, значи обезбедено нивното финансирање и изградба, за кои што се завршени сите досегашни, сите претходни постапки, значи зборуваме од проектирање, од тендерирање, изведувач избран. Во тек се постапките на трасирање на трасата и отпочнување со изградба. Практично фабриката за цевки тука во Команово е активно вклучена во изградбата на националниот гасовод, од оние сознанија кои што јас ги имам, значи добар дел од цевките се произведени во Република Македонија, што е навистина битно интересна, значи исто така интересна тема кога фактички националната капиталните инвестиции во гасификационата мрежа мотивираат и поттикнуваат домашно производство во една ваква, да речеме, компетитивна технологија каква што е изградбата на гасоводи и производството на материјали за изградба на гасовод. Понатаму конкурентноста на енергенсот од друга страна или значењето на употребата на природниот газ и во индустријата, меѓутоа во некој среднорочен план и во домаќинствата е навистина битно од еден аспект да го намали се разбира загадувањето, значи зборуваме за еколошки чист енергенс, но од друга страна станува збор и за диверзифицирање на можностите или опциите на граѓаните за енергенси, со тоа да се намали притисокот на електричната енергија, од друга страна и на дрвата и на другите енергенси,
примарно за загревање, но и на да се даде опција и на компаниите да можат да одберат и еколошки чист, но и поевтин енерген за да го подобрат своето производство, односно да ги намалат трошоците. Така да сите анализи кои што претходно ги направивме укажува и физибилити студии укажуваја дека би имале добра побарувачка на природен газ, значи економски рентабилен проект би била изградбата и дистрибуцијата на газ во Република Македонија. Сите напори се насочени кон реализација на овие две, што ги кажав, или довршување на овие две национални гасификациони мрежи. Така да јас се надевам дека во скоро време ние би имале и први приклучоци на овај мрежата на гасоводната мрежа на Република Македонија. Ајде малку и за една тема која што малку се измести од фокусот со доаѓањето на изборите и претходно малку политичката криза, тоа е дека баш Министерството за финансии беше она централна институција која што тргна во еден таков проект да им помогне на младите да стигнат до свој дом, еден предизвик за младите луѓе со кои што навистина голем број на луѓе се соочуваат. Најпрво да зборуваме за субвенционирањето на стамбени кредити. Навистина интересен проект, вака поведра тема. Так. Во Министерството за финансии можам да кажам дека со голем ентузијазам овој проект беше во прв ред прифатен, осмислен, реализиран и продолжува да се реализира понатаму, бидејќи има благородна цел, тоа е да го обезбеди првиот дом, првото живеалиште на младите луѓе или на младите брачни парови. Проектот предвидува субвенционирање на ануитетот. Тоа би значило месечната рата во која е вклучена и главницата и каматата при отплата на стамбени кредити. Наше големо задоволство е да кажеме дека преку 1000 семејства го решија своето стамбено прашање во изминатиот период, токму користејќи ги субвенционираните стамбени кредити на Министерството за финансии на владата. И тоа говори практично за еден успешен проект и сметаме дека тој во иднина би го продолжиле со цел да можеме да надминеме еден од клучните предизвици на младите луѓе. Значи, тоа е многу актуелно прашање од аспект на перспективата, бидејќи перспективноста на младите луѓе се бара во две насоки. Првата работа, и говоревме и претходно за тоа, е вработувањето. Значи, она што е првиот предизвик за секој млад човек е да го реши проблемот на своето вработување, односно да се вработи и да се остварува пред себе си како човек, како професионалец. Втората работа, што исто така е есенцијална, е да го обезбеди своето живеалиште, дом. На тој начин да се реши да основа семејство или веќе основано семејство да го реши своето стамбено прашање и на таков начин да можат практично тие два битни клучни предизвици да ги надминат. Затоа викам со голем ентузијазам и со голема енергија во Министерството за финансии се насочивме кон реализација на овој проект и навистина ми е драго што искористеноста на средствата е толкава и во толкав број. Јас се надевам во иднина дека би била и уште поголема и дека владата и Министерството би се соочувале со друг предизвик, а тоа е да обезбедат што е можно повеќе средства за реализација на овој проект. Најавено и своједно проширување на опфатот или на опсегот на годините, да може да се дојде и до куќа за оние над 35 години. Тоа беше проект во предизвојето со кој што излезе партијата. Да. Ние го од претходно, значи, го почнавме проектот Купи куќа за млади. Тоа е надополнување, значи надоградување на овој проект за кој што зборувавме и во кој што се субвенционира изградбата на нови стамбени индивидуални куќи, на нови единици. Се стимулира градежната активност, значи бенефитите ако ги земеме од овој проект се неколку слојни, значи ние го зборувавме она што е бенефит практично за самите корисници на стамбените кредити. Ние мора да кажеме дека со фиксираните каматни стапки, значи која беше улогата и мисијата на Министерството, мисијата беше во договор со банките, тие 8 деловни банки кои што одлучија да соработуваат со нас, да ги фиксираме каматните стапки. Значи да постигнеме фиксни каматни стапки за определен период на отплатата на кредитот и на таков начин ние директно влијаевме врз намалувањето на каматните стапки на останатите стамбени кредити. Значи за оние лица кои што од било кои причини не се одлучиле на субвенциониран стамбен кредит или едноставно не ги исполнувале условите, имале повисоки примања затоа што во нашиот проект се вклучени лица до определен износ на примања, значи кои што имаат
во купи куќа за млади до определена возраст, значи на полнети 35 години. И тоа беше навистина интересен проект кој што имаше голем одзив кај заинтересираните лица да го решат стамбеното прашање и голем беше бројот на граѓани кои што наполниле 35 години, односно се со наполнети 36 години и повеќе, но исто така се соочуваат со предизвик да го по прв пат, значи, да го решат своето прашање или ради обемот или бројот на членови на семејството им треба поголема стамбена површина. И се одлучуваат за изградба на семејна куќа, а влегуваат во параметрите на примања кои што се како параметар поставени за да можат да аплицираат во овој проект. Од тој аспект размислувавме, го ставивме во програма и сметам дека и тоа ќе биде една добра можност сите оние заинтересирани лица кои во минатото не прашува и ни сугерираат тоа да го направиме, да им излеземе во пресред и со изменување на законот за субвенционирани стамбени кредити да овозможиме под малку ревидирани, значи, услови и лицата над 36 години да ги користат бенефитите од оној проект кој што така го нарековме Купи куќа за млади. За мене прв приоритет, само накусо ќе ве прашам за вработувањето, затоа што го спомнавте како едно од двете најважни работи кои што се за луѓето, активните мерки за вработување кои што дадоа некакви резултати, се полемизира околу тоа. Каков е вашиот став за тоа, затоа што е најавено проширување, а бројките се навистина несубјективно импресионирачки. Сега јас деновиве исто така има една интересна информација. Ја би рекол полемики може да има по сите основи. Меѓутоа, од оние податоци кои што јас ги знам, а тоа е дека над 102.000 лица биле вработени како резултат на активните мерки на владата, тоа се факти за кои што ретко која дебата може да излезе во негативен контекст. Сметам дека активните мерки за вработување, проектите Македонија вработува, кои што уште еднаш се надополнуваше и така натаму, сега оперативните планови кои што ги усвои владата и ги реализира преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, секако се едни од клучните, значи, документи, од клучните активности кои што придонесоа оно што го кажав уште на самиот почеток, да има такво историско намалување на стапката на невработеност во државата. И од друга страна, тоа е голем бенефит на фирмите, значи во едни вакви тешки економски времиња зборуваме, затоа што во голем дел од таквите проекти се предвидува одлагање на плаќањето или ослободување од задолжителните придонеси во период од година, дена и така натаму. Значи во таа сфера, во таа смисла, ослободувањето на компаниите пак од друга страна, тие пари да не ги дадат веднаш, односно да ги искористат за други своји активности и да ги намалат трошоците на работување на своето работење, се значителен мотив, значителен, значи, импулс за да ги пребродат овие тешки времиња во овој момент, односно дефинитивно влијанието на политичката криза и да можат да опстојат во вакви едни посложени, би рекол, или понесигурни, мислам, услови или амбиент за работа. За крај да се вратиме уште еднаш на почетокот за оние рангирања кои што ги спомнавме, релативизирајќи ги, некој може да каже и да изнесува други рангирања, дали за слобода или за што, а релативизирајќи ги овие вистински успеси, меѓутоа на крајот вистинската слика од неа не може да се избега, како што кажавте. Мислите ли дека со тоа испраќаме со сите реформи една вистинска порака како до странските инвеститори, така и до другите земји, ако не е подалеку, барем во обкружувањето кои што почнаа да позајмуваат можеби дел од оние политики кои што ние ги практикуваме во погледот на економија? Да. Тоа е посебно задоволство, јас да почнам од крајот на вашата реченица. Значи, посебно задоволство е да служите за пример и да можат други држави да позајмуваат мерки, чекори или реформи кои што сте ги направиле со цел да го подобрат економскиот амбиент кај себе, и тоа не е сега, тоа се прави во изминатите 10 години, бидејќи сите реформи и мерки кои што ние ги преземаме и кои што се анализираат од страна на независни, би рекол, експерти и истражувачи во таа област, практично јавно се објавуваат и во извештаите на Doing Business на Светската банка, можат да ги прочитаат другите држави. Јас можам да кажам дека простор за релативизација на овие успеси на државата нема и не треба да има. Станува збор за
Во едниот случај зборувавме за Светската банка и Меѓународната финансиска корпорација, кои што се апсолутно финансиски институции кои што не можат да бидат предмет на било какво влијание или на било каква пристрасност према државата. Објективно, по единствена методологија, по истија параметри ги анализираат сите 190 држави во светот. И резултатот од нашата работа е тој. Ние сме на 10-тото место. Значи, релативизација на тој факт може некој да проба, меѓутоа не постои аргумент кој може да го порекне тоа нешто. Ниту е правено од владата, ниту е пласирано од владата, ако зборуваме за некаква пристрасност. Но е доказ за исправноста на економските политики кои владата ги презела. Од друга страна, исто и фондацијата Heritage, кој што ја сврстува државата во економски слободни, односно во рангот на слободни економии. Исто така, апсолутно, параметри по кои што се оценува државата, кои што се исти за сите останати држави. Како и за соседните држави, така и за сите држави во светот. И ние не можеме да речеме не е Сингапур на прво или на второ место или Хонг Конг затоа што, не знам, има проблеми во методологијата. Тоа е тоа. Имаат подобар економски амбиент во моментот, нормално, драстично се различни регионалните услови, условите во кои што се функционира, историскиот контекст во кој што функционирале, многу различни работи. Значи, ние не би можеле тука да се компарираме и така натаму, но дефинитивно од некои 10 места колку што е напредокот во последната година на Република Македонија и зборовите кои што значат дека импресивни се чекорите и реформите, значи од страна на представниците на Heritage фондацијата, дека чекорите и мерките на македонската влада и напредокот кој што го прави во тој поглед се импресивни, навистина се работи кои што можат да се земат на знаење, можат да се препознаат во анализираните политики и се факти од кои што бегање нема. Други рангирања зборуваат за други работи, никогаш никој не може да рече дека направил се. Факт е дека има простор и во овие работи за кои што досега зборувавме, многу простор за работа и подобрување, а секако и во други области. Така да мислам дека ентузијазмот, желбата за работа се многу поголеми кога човек знае дека оди во вистински правец. Ти ви заборам за тоа што гостувавте кај нас, одвоивте време секој да им доближиме дел од политиките насоките на владата на нашите гледачи. Уште еднаш веројатно ќе имаме располагање и кога ќе биде потребно повторно да гостувате кај нас. Уште еднаш благодарам на поканата и се разбира стојам на располагање за било каква потреба. Благодарам. А на вас почитувани, ќе ви заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, се останете и понатаму со програмата на К3 телевизија.